во 9. Добро вечер. Заврши средбата Мицковски таравари и иднината на Алијанса на албанците во владата останува неизвестна. Мирина Давидовска ја следеше средбата, кои се последните детали. Маријан, без епилог од средбата Мицковски таравари, која траеше околу 1 час и 15 минути, од владата брифираат дека оваа средба била конструктивна и дека во текот на овој месец ќе продолжат разговорите, а кон крајот на мај веќе ќе се знае функционирањето на Алијанса на албанците на таравари. Инаку Мицковски на оваа средба ги повторил веќе јавно изнесените ставови во однос на останувањето на таравари во владата. Таравари пак во телефонски разговор за Сител исто така потврди дека пријателска била оваа средба, ќе продолжат разговорите, потврди и тој. Веќе утре ќе пренесе се што разговарале со премиерот Мицковски на претседателството на Алијанса на албанците, но вели дека на утрешниот состанок на партијата нема да се носат конкретни одлуки. Иако ниту двете страни не потврдија во кој формат ќе продолжат разговорите, како ќе се одвиваат, дали тоа ќе биде повторно преку вакви директни средби, останува неизвестно за тоа дали таравари ќе остане во владата. Ова беа малку посмирувачки тонови за разлика од претходно, кога во текот на денот се упатија навистина поостри пораки едната и другата страна. Мицковски рече дека дури да излезе таравари од владата продолжува да работи стабилно. Исто така му посочи дека тој има две опции. Две опции има таравари, дали да остане во владината коалиција, во владата која што прави реформи и промени, или пак ќе се приклучи кон онаа опција која што владеела 20 години, која ја криминализирале државата и ги уништувале институциите, како што рече Мицковски, во продолжение да ги слушнеме нивните ставови. Во политиката ние комуницираме долго време. Како човек имам позитивно мислење за господинот Таравари, но во политиката образот е нешто што го имаш или го немаш. Тука нема флуидни варијанти. Или имаш, или немаш. Или држиш до зборот, или не држиш до зборот. Никого во животот не сум молил, нити имам намера некого да молам. Со или без господинот Таравари, владата е стабилна, цврста, со големо мнозинство. Останува на него и на неговите сопартици да одлучат. Ќе повторам. Дали ќе одиме заедно по патот на реформи, владење на право, борба за праведно општество, институции кои што ќе функционираат, или ќе се придружат и ќе коалицираат со оние политички сили кои што со години, би рекол неколку децении, ја криминализира и ја уништуваа државата. Изборот е нивен. Додјони, уне шов че влени сикур сервилосе да ме ждо куш мундоhet të jetë në qeveri. Në qoftë se është kusht ky, neve s'na pengon as pak hiç. Le të vazhdojnë, le të rrim, po duken keq prej përjashta dhe lejmë përshtypje shumë të keqe, për neve nuk ka asnjëfar problemi. Në qoftë se është ky kushti, me kënaqësi do ta pranojmë. Dëgjoni, në moment që do vendosim, ose kur kryesia e partisë vendoset që të shkojë me PDI-n, as që kërkojmë në event qeveria, që duam të jemi pjesë e qeverisë, po tash për tash, kryesia e të ndërë ka vetëm një vendin, se dalim me listat tona të veçanta për këshilltar komunar. Да, ова беа нивните изјави пред одржување на оваа попладневна средба. Останува да видиме што ќе донесе утрешниот состанок на Алијанса на албанците на таравари. И ако се наметна она прашање за предвремени избори, сепак морам да напоменам дека таравари претходно потенцираше дека ниту тој не е за предвремени парламентарни избори. Благодарам Мирина Давидовска за средбата Мицковски таравари. А партиите ги почнуваат подготовките за локалните избори, наскоро се очекуваат да бидат познати и првите имиња за кандидати за градоначалници.
Партиите влегуваат во предизборен мод. До крајот на оваа недела ВМРО-ДПМН се очекува да ги формира изборните тела во партијата, а СДСМ да ги промовира и првите кандидати. Во ВМРО-ДПМН официјално имиња се уште нема. Лидерот најави дека 90% од кандидатите ќе ги слушнеме пред крајот на мај. Во моментов се чини најблиску до официјална кандидатура се градоначалниците на Штип и Охрид. Интересно ќе биде и во Скопје, каде за најголемата канцеларија во бараките во парк и натаму се борат Перински и Георгиевски. Во СДСМ велат дека ќе одат со проверени кандидати, а имињата на дел од нив ќе се знаат и пред крајот на неделата. Лидерот Филипче најави дека најголемиот дел од актуелните градоначалници ќе добијат шанса за нов мандат, а се чини први промоција ќе видат градоначалниците на Центар и Струмица. И двете партии се растрчани на терен по партиските штабови. Теренски активности има и знам. Оттаму до крајот на мај најавуваат формирање на градската организација за Скопје, а во средината на јуни се најавува и партискиот конгрес. Формиран е преговарачки тим кој што го предводи генералниот секретар Горан Минчев. Внатре учествуваат во таа работна група подпредседателите Бендевска и генералот Арсовски. И таа работна група е за преговори со политичките партии за евентуална соработка на локалните избори. Преговорите се во тек, отворени се, како ќе течат, времето ќе покаже. Ние рековме во медиумите дека раководството размислува за самостоен настап на знам на предстојните локални избори. Тоа значи дека ние ќе излеземе со самостојни листи за советници, а листите за градоначалници ќе зависат од текот на преговорите. И додека за поголемиот дел од градоначалниците се чека на коалицискиот договор, неофицијално знам го фиксира Куманово за својот лидер Максим Димитриевски. Во албанскиот политички блок работите не се толку јасни. По крајот на соработката со Таравари, коалицијата вреди неофицијално најави дека Касами и Ганиу ќе одат на нови мандати во Тетово и Чаир, додека министерот за социјала Лимани ќе се обиде да го превземе Кичево. Таравари најави самостојни листи, но за градоначалнички кандидатури се уште не кажал ништо. Ништо нема ниту од Дуи, каде лидерот Ахмети веќе брифираше дека размислуваат за бојкот на изборите. Александар Спасовски, Сител телевизија. Председателката Силјановска Давкова очекува трезвеност од политичките актери, особено потенцира да не се врши притисок врз судските власти, откако Ахмети вчера најави протести ако Бектеши биде осуден за пожарот во Кочани. Ахмети да не врши притисок врз судската власт, бидејќи единствено е таа надлежна да одлучува кој ќе биде кривично гонет. Ваква порака испрати председателката на државата до лидерот на Дуи, откако Ахмети се закани со протести ако екс-министерот Крешник Бектеши биде обвинет за пожарот во Кочани. Според Силјановска Давкова, Дуи и Ахмети биле 2 децении власт и требало да научат да ја почитуваат работата на институциите. Сите, па и господинот Ахмети и Дуи многу пати се повикувале на независноста на судската власт. Меѓутоа, ваквиот говор всушност значи притисок врз судската власт. Не сакам да давам оценка на квалификацијата, веројатно е момент на слабост или не сакам да речам момент на искреност, но верувам дека 30 години потоа, а особено и Дуи 20 години потоа во власта, ние треба да го почитуваме начелото на поделба на власта и партиите треба да се држат настрана. Според Давкова, за сега немало потреба од свикување на Советот за безбедност по трагедијата во Кочани, бидејќи како што вели, полицијата и обвинителството работеле на решавање на безбедносните проблеми. Ги повика политичарите да се воздржат од создавање политичка криза и дестабилизација. Мислам дека треба ние во овој момент да создаваме една атмосфера на мир. Ова особено го мислам за јавното обвинителство. Често пати го слушаме прашањето, до вчера баравте смена на првиот човек на јавното обвинителство, ама сега не. Мислам дека е тоа политички одговорно. Замислете ако вие после трагедија, што цел живот ќе ја носиме,
трагедија за која ни треба толеранција и единство за да се справиме, сега продолжите со барањето за оставка на јавниот обвинител. Тогаш само ќе се комплицираат работите. За пожарот во дискотеката Пулс под истрага се неколкумина поранешни министри за економија, градоначалници на Кочани, директори на дирекцијата за заштита и спасување и пазарниот инспекторат. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Наместо да се вратат истиот ден во Македонија, четворица повредени од пожарот во дискотеката во Кочани, кои беа на лекување во Анкара со нивните придружници, цела вечер останале на аеродромот во Истанбул. Од МНР го потврдуваат случајот и информираат дека имало технички проблеми без да прецизираат за што точно се работело. Лично разговарав со еден од родителите, со луѓето од најблиската околина и лично со председателот Ердоган, се среди целата работа, се речињата дојдоа тука, организиравме транспорт од аеродром директно во болницата 8 септември, беа прифатени на нивна одговорност, не останаа на еднодневно мониторинг на лекување, излегоа таму, така ќе биде и во периодот кој што следи. Оваа работа ќе трае со години. Оваа работа нема да биде работа која што завршува. Јас се што можам ќе сторам и ќе разговарам лично со родителите и на повредените, но и на тие кои што трагично ги загубија своите најмили. Од Сојузот на Сдруженија на лица со дијабет побараа од Министерството за здравство наместо за последиците од болеста парите да се користат за подобри услови за живот и лекување. Инсулинската пумпа, особено автоматски испорака на системот сега што се најновите, поврзани со сензори, нема да развиваат компликации, значи нема да има ретинопати, нема да има нефропати, нема бубрежни инсуфициенци. Ки има намалени за 49% намалени хоспитализации. Кетоацитоза 56% во земјите во развиените земји и земјите во развој. Ние очекуваме сите тапшања порано и сите во рете, конечно седнеме бидејќи само парите очигледно дека се предизвик. Тоа да си го преземе фондот за здравство, како што е во секоја земја, во Европска унија, во регионот, не Министерството за здравство, и да почне да се менуваат, да се умираат состојбите со диабетесот во нормално. Македонија денес одбележува 80 години од кодификацијата на македонската кирилица. Изминатива 30 години имаше обиди за бришење на македонскиот јазик, кои што варира од негово грубо негирање преку еуфемистично преименување, па се до тавтолошко до објаснување во фусноти во официјалните документи на некои меѓународни организации. Мора да се инсистира на примарноста на македонскиот јазик во службената и во државната комуникација на сите нивоа, од локалната самоуправа до владата и собранието и останатите институции, како и во образованието. Македонскиот јазик е загрозен и внатре во самата држава, каде не е подеднакво почитуван на целата нејзина територија. Уставниот суд во чиј капацитет веруваме е на потек да воспостави правилна употреба на македонскиот јазик како официјален јазик за меѓусебно разбирање на сите граѓани на целата територија на државата, согласно општо прифатените меѓународни прописи во светот и Европската унија, каде што ние целиме. Тешко можеме да се справиме за тоа што тие влегуваат на дневно ниво во огромен број, дури зборувавме дека не можеме ниту да ги попишеме, да видиме со колкав број на англизми станува збор, и тука и не завршува работата, туку англискиот почнува да влијае за жал и врз структурата на јазикот, тоа е многу поопасно отколку овие површинскиве лексеми. Македонскиот јазик е единствен јазик од словенскиот свет што нема свој корпус. Нема етимолошки речник и затоа сега интензивно се работи и очекуваме до крајот на оваа година првиот том да излезе. Меѓутоа истовремено немаме и корпус на македонскиот јазик. И тоа е крајот на овие вести, следните се во 23, имајте пријатна вечер.